вистина нема нешто посебно во нашиот предлог, едноставно се бара укинување на екстерното тестирање веднаш. Бидејќи не е обемен законот, како се кажа, бара само укинување на екстерното тестирање, ние го искористивме и членот од домовникот на собрание за да може да го продолжиме по скратена постапка, бидејќи сме свесни дека роковите течат, дека веќе на 5 јули треба да започне екстерното тестирање оваа година. Законот е поднесен, очекуваме на првата наредна седмица да биде ставен на дневен ред. Ова измена што е вчера поднесена поради тоа што е итно, сега е приоритетно да се укине веднаш екстерното тестирање, за да сопре малтретирањето и на децата, и на родителите, и на професорите. Мора ние да мислиме и за тоа дека наставниците сепак треба да имат и некаква слобода во пристапот кон креирањето на програмите, не само кон дури и кон некакви измени, да не мора слепо да се задржуваме на определени програми, затоа што ние треба да почувствуваме на кое ниво, каде, кои ученици, кон што водат и да ги следиме тие некои нивни природни потреби, се разбира со нашето искуство тоа да не дозволиме да се разводнува целосно, да се губи, туку да останува во некакви рамки, но во преден план да биде овозможување на слобода на мислата. Државата е должна да ги поддржи наставниците, да ја поддржи наставата, за да секое дете ни е важно да помине низ образовниот систем и да добие нешто за понатаму да тоа користи во живот. Фала Богу што се најде некој разумен ова да го смени, да го трне, бидејќи стравот е едно чувство лошо кое што ние знаете, па една недела спремање по ова, по она, ученици, родители се малтретираат, па подлек мој клуби, па ова, па она. Тоа е веќе, мислам, тоа е, он претходната клас сакаше да го разбере тоа и тоа се гледаше како да идеја со глава во цит, како дете така да си наумиле они нешто, па ајде тоа да биде оставено. И тоа е тоа. Сега, фала Богу што најдовме на една разумна дискусија вака за оваа и фала Богу што се отвори оваа тема, бидејќи тоа е веќе има и идни матуранти што доаѓаат следни години и така натаму, пошто матурантите полагаат по јануари, за да не се поклопиме со матурата, така да и тој во јануари сега се спрема со ова, она, натата, и уште и тоа на глава. Тоа е тоа. После неколку години постоење на овој закон, ние всушност свативме, јас и некои мои други колеги, дека донесувањето всушност на законот овој за екстерно е покривање на еден друг пропал проект, а тоа е проектот компјутерно секојдневно. Така да ништо не е случајно што се случува и мислам дека денеска не постои ученик, не постои професор, не постои родител кој нема да го поддржува тоа поднесување на закон. Ние сме моделински наставник, значи тоа се дечиња од 10 годишна возраст. Претрпеа страшни трауми, страшни стресови, заеднички со родителите. За наставниците не нагледуваме. Значи, како така, ние го истојкавме сето ова и притисокот врз наши плики и сето ова. Меѓутоа, тоа се трауми кои што мислам дека ќе останат до крај. И тие мали дечиња. Предпоставувам дека се надевам и давам максимална поддршка што е до моја страна, пренесувам поддршка од страна на моите колеги, посебно од страна на родителите, значи тие се предневно во училиште и од прашуваат Елена до каде е работата. Дајте нешто да направиме, значи има максимална поддршка кон нас на ова прашање.